Па спакам да дојден гари Џијани, че се кеми еде Славчо për na informuar në lidhje me motën se si do të jetë për ditën e sotme, fund javën dhe javën e ardhshme. Edhe pse në teknologji po na thotë që do të kemi rreshje të shiut, nuk e dim, por kush më mirë se sa Slavço. Dhe do i themi mirë mëngjes Slavços. Добро утро, Славчо! Добро утро од врнежливата слуга, само што почна да врне дожд. Почна да врне дожд. Ја само што им кажем на гледачите дека ќе има во источниот дел на Македонија ќе имаме дожд. Не знам дали се точни овие информации, но кој подобро Славчо знае ова. Славчо, што очекуваме? Ние сите бараме снег. Снег нема. Нема снег. Дожд ќе има, снег. Многу дождлива зима. Многу дождлива зима, наместо снег имаме многу дожд, но што е тука е. Еве вака се да почнам, значи денеска, особено во западните предели, ќе има пообилни врнежи од дожд, особено во овие предпладневни часови, и локално се очекува да наврнат над околу 20 или над 20 литри на метар квадратен воден талог, а на планините над 1500-1600 метри надморска височина ќе има врнежи од снег, додека во попладневните часови локални, но послаби врнежи од дожд ќе има и во останатите предели, веќе како што вие спомнавте во источните предели, но со послаб интензитет и од локален карактер ќе бидат врнежите во источните предели. Додека веќе за време на викендов исто така продолжува променливото време со повремен локален дожд, но со послаб интензитет. Температурите остануваат и понатаму релативно високи, и тие речиси на секаде ќе се искачуваат близу или околу 10 степени, а на повеќе места тие ќе надминат и 10 степени, а во централните и во југоисточните предели тие може да се искачат и до околу 15 степени, значи ќе имаме надпросечно топло време. Сега, во текот на следната седмица и понатаму ќе имаме многу променливо време со почести врнежи од дожд, но ќе бидеме под влијание на нешто поладен воздух од север, па така снежната граница ќе се спушта, така да повремени врнежи од снег во текот на следната седмица очекуваме и во повисоките населени места, околу 1000 или нешто под 1000 метри надморска височина. Значи ќе има снег. Повремено, така, да, но малку на повисоко, значи во повисоките населени места. Се уште во градовите немаме ништо од снег, барем од сега гледано. Само на повисоките населени места и повторно во текот на следната седмица повремено ќе имаме и се нови обилни врнежи. Значи стабилизација на времето нема. Славчо, сакам да те прашам нешто, денешната тема ми е што сакам со гледачите да го продискутирам ова тема, ми е дали ги слушаме повозрастните или само се трудиме да ги одржуваме живи. Дали им даваме внимание? Дали треба да им се дава внимание? Сигурно. Треба да им се дава внимание, тоа многу треба да им се дава внимание, но ние младите сме такви што искрено и јас не ги слушам многу моите родители. Не знам, јас често пати се расправам со нив, ево искрено да кажам, за ништо, но ние младите такви сме во право за се. Ние сме со краток фитил имаме многу. Така е, да. Не треба да биде така, не но треба да биде. Ние младите такви сме во денешно време, како да кажем. Да. Се знаеме, се правиме дека се знаеме, а уствари ништо не знаеме. Уствари ништо не знаеме, да. Јас моментално имам една убава гледка тука, гледам лайв од Попова шапка, од Кодра Дjelит, и гледам дека една фантастична гледка, гледам дека има доста снег. Така е, да. И убав изглед и се надевам дека за викендот ќе одам малце да се инхалираме, бидејќи ни треба ова. Инхалација. Искрено треба малку снег да видиме, барем еве имаме шапка. Маврово нема многу снег, но шапка има доста снег, па може да се посети. Би било многу убаво тоа. Ако немаме ние во градовите, тука се шапка, ќе ги посетиме. Кој како има време и тоа е тоа. Да, кој како има време. Така е. Пари. И пари, така е. Времето е пари денеска. Славчо, значи цела недела, идната недела ќе ни биде
време Многу променлива, така. променливо, затоа ќе ќе имаме врнеш и дождови, Да. значи повеќе. дождови и снег на повисоките населени места и на планините и поладно време. Значи, но сепак иако поладно, температурите ќе бидат во плюс. Така. Мгм. Над нула. Во плюс, добро, тоа што е во плюс, добро е, значи и докторите викаат дека пикот на грипот почнува да паѓа. Иако денеска Валбона ми е пак со грип, денеска не ми дојде на емисија, беше многу лошо. Навистина ни паѓи. То изгледа дека Зашто? грипот почнува ти паѓа едношка, пак се враќа. Се Но враќа, треба да да се повторно. чуваме. Да. Треба До многу пролет да се чуваме. треба да се чуваме. Да, но се надеваме дека Валбона ќе ни биде многу подобро и следниот петок ќе биде заедно со нас. Следниот петок сонце, тоа е убави зборови слушаме за денеска. Така е. Верувам. Токму. Славчо, ти благодарам многу за информациите. Благодарам и Секој на петок се тебе. слушаме другиот петок со уште поубави. Токму така. Да, Токму така. Се надеваме дека ќе имаме многу поубави метеовести. сигурно. Ти благодарам уште еднаш и ти пожелувам добар викенд и Па се гледам среќно. следниот петок. И слушај, Ала Славчо, и- да ги Повели. слушаме Да родителите. ги слушаме родителите, така, токму така треба. Да ги слушаме што Треба, повеќе. навистина треба. Зашто Така по, е. по патот што се враќаат тие, ние си одиме на тој пат. Така е. Да. Треба И веќе да ги слушаме. што да- правиме, да ќе ни се умни. ќе ни се врати, затоа да се Така пазиме. е. Така е. Славчо, ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Се пријатно, слушаме се другиот најдобро. петок. Убав викенд, фала ти многу. Убав викенд, се слушаме, чао.